Во денешната епизода ќе разговараме за малку поинаков концепт на пеење, кој што ретко се употребува, а богами и уште поретко се зборува за истиот. Полифоно пеење, истовремено пеење на 2 тона. Називот го добива од грчкиот збор полифонос, што значи многогласие. Се смета дека оваа техника на пеење за прв пат се има појавено во југозападна Монголија, место кое и ден денес се смета за активен центар на полифоното пеење. Аликвотното пеење се состои од пеење на еден базичен тон и издвојување и амплифицирање на еден овертон, тоа е тон кој што се содржи во аликвотниот низ на базичниот тон. За уште посликовито објаснување, замислете дека секоја нота е виножито од звуци. Светлина гледана низ призма дава виножито. Доколку гласот е светлината, а грлото е призмата, со секое маневрирање на ткивата и поместување на резонантните шуплини, ќе успееме да изолираме еден тон, односно една боја на виножитото. Бидејќи сум импресионирана од полифоното пеење и се ангажирав малце околу експериментирање, ова е мој трет обид за ваков тип на пеење. Сум тотален почетник, во никој случај не сум стручна во ова поле, но забавно е и ајде да си ја пробам среќата. Ме радува тоа што успевам да ги амплифицирам аликвотите, но сите одеднаш. Да, а поентата на полифоното пеење е умешно да се изолира само еден тон и да се води мелодиска линија од аликвоти. Далеку сум се уште од тоа, но ова е мал чекор, а знаеме дека големи работи започнуваат и со најмал чекор, така да wish me luck, можеби ќе му се посветам и на ова. Убаво е кога се отвараат различни можности и нови врати за експериментирање. Why not? Полифоното пеење се употребува артистички во склоп на инструментална музика и е третирано како инструмент, а освен тоа има функција и на едукативна алатка која на пеачите им помага да ја развијат аудитивната перцепција. Ана Марија, жена која што го има доведено полифоното пеење до перфекција, топло ви препорачувам да прегледате нејзини видеа на YouTube. А поради преголемата компресија, честа е појавата на овертони во скримовите на рок пеачите. Got nobody waiting at home. За тоа најдобар пример е Дейвид Ли Род. Преслушајте негови изолирани вокали и ќе ви стане јасно за што точно зборувам. Друштво, толку за денес. Доколку ви се отворија нови прашања, бидете без гајле. Се додека постојат прашања, ќе наоѓаме одговори. Останете така и се гледаме наскоро.